Политичката криза доведе до мал застој во донесувањето на одлуките на странските инвеститори за отпочнување со работа во Република Македонија. Иако засега нема откажување на ниеден договор, сепак ситуацијата во која се наоѓа земјата повеќе од 2 години допринесе за одложување на донесувањето на одлуките на некои од инвеститорите. Советниците за привлекување на странски инвестиции велат дека се надеваат дека сите политички чинители се свесни дека процесот на привлекување на странски инвестиции мора да продолжи. Се надеваме дека нема да се претвори во некоја битна пречка за сите овие најавени инвестиции да дојдат и да се реализираат во Македонија. Мислам дека сите чинители на политичко ниво во Македонија се свесни дека процесот на привлекување на странски инвестиции е како да кажем императив, дека без него не може да се оди напред. Сите бројки и објаснувања и во денешниот разговор што ви кажавме, мислам дека одат во таа насока да посочат дека навистина овој процес мора да продолжи. Така да се надеваме дека со решавање на политичката криза, дека тоа ќе биде прилично брзо, дека ќе продолжиме со контактите кои што веќе сме ги оствариле и дека странските инвеститори со несмален интензитет и интерес ќе продолжат да инвестираат во Македонија. Странските директни инвестиции отвораат нови работни места што во изминатите години допринесе за намалување на стапката на невработеност, што во 2016 година падна на ниво од 24,4%, но покрај директниот овие инвестиции имаат и индиректен бенефит. Постојат и индиректни вработувања кои што ја следат секоја инвестиција што доаѓа, затоа што на компаниите им треба поддршка, да кажам, од шпедитерски аспект, поддршка од правен аспект. Во фабриките ти организираат и топол оброк, значи кетерингот исто така. Така да еден дополнителен број на вработувања се создаваат со директните инвестиции, што е многу важно. Овие индиректни вработувања можеби некогаш достигнуваат и иста бројка, некогаш и повеќе од оние кои што се директно вработени во самата компанија, зависи од секторот во кој што се наоѓа. Она што исто така значајно е дека со странските инвестиции не се прави конкуренција на македонските компании, бидејќи производството од овие капацитети е наменето за извоз. Во зоните и воопшто кај оние со кои што се склучува соодветни договори за инвестирање, се инсистира, односно е еден законски услов производството што ќе биде направено во зоните да биде исклучиво наменето за извоз. Така да поволностите што ги добиваат компаниите кои што се лоцирани во технолошко-индустријските развојни зони, не значи дека таа компанија ја прави подобра или поевтина во однос на нека македонска компанија, затоа што целокупното производство, како што реков, е наменето за извоз. Груевски посочи дека паричниот мултипликатор е уште еден значаен ефект од директните странски инвестиции, односно се зголемува протокот на финансиски средства, со што се анимираат повеќе економски токови во земјата.